во делот на контрареплика, во делот на Тиквешкото езеро, со овој нечовечки и нехуман однос, не само еколошка катастрофа, туку на повидок е и катастрофа воопшто во земјоделието. Велите, господине претходен дискутант, дека да се најде минимум кота која што ќе биде нели за понатаму во делот на пуштањето на вода во тунелот Тисовец. Минимум кота е кога ќе влезе водата во Тиквешкото езеро, односно во тунелот Тисовец, а тоа во овој момент го немаме. Велевте, зборувате за климатски промени. Можам да се сложам во одреден дел дека точно е тоа заради климатските промени и намален нели доток на вода од река Црна, но треба да знаеме дека воопшто сега во овој момент воопшто не да започне поливната сезона. Котите се тие за тоа што се отсабаеле. Кога идев навамо, ги добив котите од Електрани на Македонија. Велите критизерски како опозиција. Да, секогаш ќе бидам критизерски настроен, кога некое законско решение или некоја одлука, некој заклучок не е добар и не е во интерес на граѓаните, јас ќе го критикувам, а секоја добра работа, добар проект кој што ќе биде во интерес на граѓаните и на земјоделците, јас ќе го нели поддржам. Приоритет на Тиквешкото езеро, уште во 60-тите години кога е изградена истата таа централа, приоритет е наводнувањето. После доаѓа производството на електрична енергија и така натаму и така натаму. Точно е, јас уште минатата недела апелирав на пресконференција каде што укажав на ваквата состојба, алармантна состојба со Тиквешкото езеро во Кавадарци. Засегнати се граѓаните, односно земјоделците од 5 општини: Кавадарци, Неготино, Росуман, Градско, Демир Капија. Ако сме тука пратеници, како што ги наброја претходниот дискутант, 4-5 души од Тиквешијата, па ајде сите заедно да застанеме и еднаш за секогаш да му кажеме на Електрани на Македонија да ја почитуваат водостопанската дозвола. Водостопанската дозвола е на 15 април да има 95 милиони метри кубни вода. А тоа ќе има кога ќе се покачи нивото на Тиквешкото езеро за 13 метри. Сега се гледа портата, односно тунелот на тунелот Тисовец, каде што треба да влези водата за наводнување, не е ни до неговиот прак, на долниот прак, не е ни на долниот прак. Да, велите тука заедно да апелираме да прекине производството на електрична енергија на Електрани на Македонија. Еве, ние тоа го бараме. Вие сте во власта, не само сега и во повеќе наврати, секогаш, односно во власта. Сега ги имате тие механизми. Ние ви стоиме на вас на располагање како пратеничка група на ВМРО ДПМН и ние ќе бидеме критизерски настроени, се додека тие не запрат производството на електричната енергија. И ја имате нашата поддршка. Само Елем да сопри со производството на електрична енергија, за да може акумулацијата Тиквеш да биде на она ниво, за да може да отпочне поливната сезона. Општина Росоман, најголемиот процент, ви добро го знаете тоа, заменик министер, е овоштарска општина. Праски, Стреша и така натаму. Сега му е потребно. Сега е потребно да се пушти вода во системот по тунел Тисовец, да дојде во системот Макарија. Во општина Неготино, на потегот на поранешната водна заедница Летиште, 90% од таа водна заедница, поранешна водна заедница, се наоѓаат житни култури. Ако сега немаме поливање или поливната сезона не отпочне, тие житни култури, таа пченица, тој јачмен, нема да го дадат тој род кој што е неопходен. Со пуштањето на вода во каналот, низ магистралните канали за овие 5 општини, потребно е да се искористи ѓубрењето, наводнувањето, односно во овој момент е потребно да се дојде до растенијата да дојдат до вода за наводнување. Во делот на субвенциите, сите субвенции кои што ќе се предлагаат, ние како опозиција ќе ги поддржиме. Јас како пратеник од Кавадарци упатувам апел дека сите субвенции кои што ќе дојдат, а кои што
смислени, не од сега, него од многу поодамна, ќе ги поддржиме. Благодарам.